Постојано се зголемува водостојот на Брегалница која што поплави земјоделско земјиште, а се заканува да поплави и куќи. Посебно критични места се Чифлик, Облешево и Кучичино, каде што водата доаѓа многу бргу и жителите стравуваат од поплави. Мислам дека од лани дека и повеќе вода ќе доаѓа сега момент како што иде водата, може повеќе да доаѓа помалку не од лани 100%. Имате ли нешто поплавени куќи? Сега моментално још немаме. Имаме употребно, имам нешто поплава, али не е толку. Лани на време не се беа отвориле тие патишта тука што да пробие водата, нападна на еднаш и беше уринало таа дворот. Целиот двор ни беше поплавен тука кај нас. Добивте ли вода и вреки што се потребни за поплавите? Да, добиме. До каде е стигната водата кај до вашите куќи? Па те тука сега наидува моментално. Озгоре повише дело, сега тој ќе дојде доколку ќе има, ако прекопат доле може да се извлече, да се повлече подоле на кај Чишиново према Злетовица. Ако не идува повише, ќе има поплава како лани. Тука лани копаат целата вода. Па трети пат ја ова се. Пред 4 години, па лани, сега па поново. Значи обновува поново. Браната многу рано ја затворат и многу врнежи. Сега покосно заврна нов снег, а топлината си има своја, почна да се топе одма на брзина и Кочанската река е пуштена, браната и онаа другата напунета е мора да ја пуштат. Пред опасност да направи проблем браната, чим има повше водостој. Општините обезбедија и флаширана вода за пиење за местното население и за училиштата, а механизацијата работи на терен. Инаку, река Брегалница со излевањето го отсече селото Теранци, со што го поплави локалниот пат Облешево Теранци. Тука поплави има само на земјоделски површини, претежно оризови полиња. Инаку, од селото Мојанци и Грдовци, целото земјоделско земјиште долж реката Брегалница е поплавено, се до Злетовска река кај Уларци. Одговорните од водостопанското предпријатие постојано се на терен и ја следат состојбата со браните Калиманци и Градче и велат дека засега е под контрола. Напред дојде 3,7 кубика и 1,1 на темнина искост. Еве како што може да се види, нема поплавени големи површини, иако во горни полот, долен полот има некои мали делови од полето, во Чишиново и Облешево има малку патено и во Чифлик. Во Чифлик е критична една куќа таму, каде што екипи се излезени, интервенираат со поставување со ваѓање на град. Временската прогноза вели дека и утре ќе биде стабилно, а нови врнежи од дожд се очекуваат в четврток. Инаку, локалниот пат Долни Подлог Облешево, кој што викендов беше затворен за сообраќај поради надојдените води, денеска е способен за сообраќај за сите видови моторни возила.